Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви одбрав за денес. Акцијата Зелен викенд се реализира во повеќе општини во Македонија. Информираме за општините Ресен и Јегуновце. Писмо со закани кон своите другари оставиле ученици во едно тетовско основно училиште. Нов проект за користење на соларната енергија во Битола. Бугарија и понатаму не ги спроведува пресудите од Европскиот суд за човекови права. Кошаркарскиот клуб Тетекс се враќа во втората кошаркарска лига на Македонија. А за самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Христос воскресе. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Еве, се наоѓаме во четвртата недела по светлото Христово воскресение и утре како такви, како православни христијани ќе прославиме неделата на жената Самарјанка. Многу убав текст и многу долг текст и се вели еден од поголемите разговори што ги имал Христос, каде што е опишано во сите 4 евангелија со жената Самарјанка. Видете, драги браќи и сестри, какви необични сведоци на светото воскресение поставува Господ пред нас, пред лицето на човечкиот род. Кого? Блудница, еве ја жената Самарјанка, 6 мажи сменила и неа Господ ја направил апостол и сведок на својата божествена сила, на своето светло воскресение. Какви се и колку се чудни и непознајни и незнајни патиштата Господови. Утре ќе го слушнеме светото Евангелие за жената Самарјанка. Спасителот, изморен од патот, доаѓа на еден извор, а жената Самарјанка доаѓа по вода. Меѓу нив се развива разговор божествен и чуден. Спасителот ја открива на Самарјанката тајната на своето доаѓање во светот, тајната на живата вода, а околу нас луѓето се е мртво. Многу се зачудила жената Самарјанка и рекла: каква е таа вода? Дај ми од неа, Господи, да не ожеднам повеќе, да не доаѓам на овој извор. Христос си вели: јас ти говорам за водата на вечниот живот, водата жива, која тече во живот вечен. И тој со право вели: кој е жеден, нека дојде при мене и нека пие, и од неговото тело ќе потечат реки од живата вода и ќе го одведат во животот вечен. Под вода жива Господ мислел на Духот Свет, драги браќи и сестри. И кога со неја го напоил светот, кога светот и Светиот Дух слегол врз апостолите, тогаш луѓето навистина започнале да пијат жива вода. Вода која лечи од смртта, вода која секоја смрт ја изгонува и вода која дава бесмртност и живот вечен. Почувствувала тогаш жената Самарјанка дека пред себе има еден пророк и возбудена и збунеста, таа му одговорила: знам, тоа што ти го говориш нам, ќе ни го објави Месијата, Спасителот кој треба да дојде во овој свет. И Спасителот тогаш одговара: јас сум кој говорам со тебе. Внимавајте, браќа. Господ ја кажува тајната на својата личност на една жена блудница.
Никому дотогаш не се објавил и покажал себе си на тој начин, јас сум кој говорам со тебе. Какво тврдење необично и страшно. Самарјанката Фотина почувствувала дека нешто големо се случува со неа и во неа и потрчала во градот на луѓето да им ја јави таа вест. Дојдете, видете го човекот кој ми кажа се што сум направила. Таа не е тоа Христос, да не е тоа Спасителот, да не дошол тој во овој свет. И кога тие дојдоа и самите почувствуваа кого го имаат пред себе и го молеле да остане 2 дена со нив, и остана тој 2 дена во разговор и беседа со нив. И кога ја заврши беседата со нив, тие и рекоа на Самарјанката: сега веќе не веруваме од твоето кажување, оти сами чувме и знаеме дека Он Спасителот на светот Христос. Со тоа започнало Евангелието на жената Самарјанка, што се случило и што се случува со неа. Жена блудница, таа ги започнала овие чудесни зборови на Спасителот и започнала да го следи, поверувала во Него, оставила се и станала апостол. Започнала да патува во светот и по светот и да го проповеда Христа како единствен Бог и Спасител на светот. Не само таа, туку и 5 своји сестри ги обратила во Христа. Сите станале исповедници, сите станале апостоли. И незините 2 сина Виктор и Јоси, ете ги новите апостоли, новите маченици за Христа. А таа поранешна блудница начело на сите нив и по молитвите на светата Фотина, рамноапостол на Господи Исусе Христе, помилуј не и спаси не. Драги браќа и сестри, колку убав и колку мил настан се случил на изворот, на Јакововиот извор, во кој што Христос покажува љубов кон сите нас. Тој, дури и учениците негови се зачуделе како тој разговара со жена Самарјанка, затоа што евреите во тогашно време и самарјаните воопшто не смееле да се мешаат, дури пак законот не дозволувал и да разговараат едни со други. А Христос, замислете, ја покажува љубовта кон сите и кон цело човештво, ја преобратува во верата и од една жена развратничка и блудница, која што имала 5 мажи и сега со тој што живеела не и бил вистински маж, замислите, станала апостол. Се надоврзувам на првите зборови кои што ги почна во ова излагање, кој што велеше: чудни се Господовите патишта кои што Бог за сите кои што се стремат на вистина има приготвено место кое што срцето и душата наша се радуваат. А така по љубовта Божја, оваа жена, драги браќи и сестри, станала апостолка и не само тоа, туку и нејзините деца и нејзините сестри и се што можело во околината каде што живеела, таа ги покрстила, односно ги христијанизирала, за да веруваат во нашиот Спасител Господ Исус Христос. Името нејзино било Света Фотина. Самиот збор Фотина означува светлина или светлана и по тој повод ја празнуваат и овој празник и сите оние кои што го носат името на Светлана. Нека Господ Бог преку молитвите на Света Фотина, Светлана, ни дарува, драги браќи и сестри, мир и радост во нашите души, а и Бог нека ни дарува сила да бидеме како оваа жена апостолка, целосно да се преобратиме
и потоа сите заедно да го проповедаме нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Нека Бог ни дарува телесно здравие, духовно спасение, мир и напредок, постојано во вековите. Исто така, драги браќи и сестри, повелете утре на света Божествена литургија, каде ќе го прославиме денот или пак петата недела по Воскресение Христово, по Светата Пасха. Исто така ќе го прославиме и летниот Свети Атанаси, во кој што ја користам оваа прилика на сите славеници од селото Љубојно, заедно со овогодинешните кумови. Нека им е честита славата Свети Атанаси, летен Атанасов ден, и нека Бог по молитвите на Свети Атанаси им дарува и ни дарува на сите нас телесно здравие и духовно спасение. Исто така, токму на 14 мај е денот на мајките или Mother's Day. По тој повод го честитам денот на сите наши мајки, кои што не чуваат, не гледаат, не пазат и не водат кон добар пат. Нека Бог овие празнувања ги возвеличи со присуство на мноштво народ утре во нашата света црква, да можеме да го прославиме и да ја прославиме Света Фотина или Света Светлана, да ја прославиме, да го прославиме Свети Атанаси Велики и да го прославиме денот на мајките, Mother's Day. Да сте живи и здрави и Господ Бог да биде секогаш со вас, постојано и насекаде во вечни векови. Амин. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
čežma sozidale sred selo momi dano i dan ergeni momi Davida čežma napravile voda navratile voda ladna studena voda bistra ubava site momi došle stomni dana polna saledna stomni ostavi se svete mi progovori dojdi ti otatko mene da me varaš prsten da mi podariš mene da me oženiš drugari braća na svadba vekana site da mi dojdete ono da zaigrate ono da se igra pesna da se pe pesna naša umava pesna baš makedonska. Продолжуваме со две куси вести од општина Ресен. Општина Ресен се приклучи во акцијата Генералка Викенд, која ќе продолжи и наредните денови. Акцијата се спроведува истовремено во повеќе општини низ Македонија. На првиот ден од акцијата учество зедоа општинските училишта, каде се спроведе акцијата за чистење на училишните дворови од страна на учениците и нивните наставници. Вториот ден од акцијата е наменет за чистење на крајбрежните патеки на Преспанското езеро во Претор, Славница и Стење, во која ќе бидат вклучени вработените од општина Ресен и јавното комунално предпријатие Пролетерот Ресен. Третиот ден од акцијата ќе се спроведе на градскиот плоштад, а ќе се чистат и градските улици. Градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски информираше дека заврши изградбата на детскиот парк поставен во центарот на плоштадот Цар Самуил, инвестирана од Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, со цел на најмладите да им се овозможи место за рекреација, детска игра и дружење. Нема поубава гледка од насмејани и разиграни детски лица, кои со своето присуство ќе го разубават и развеселат плоштадот, вели градоначалникот Тозиевски.
šalba. Nije imam letovo da se ožena. Kegi viknam moji te stari drugari i dve rala svirači da se svatovi. Da vam jedna lira samo da ti svira baš po penđeri. Da vam ušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Da vam jedna lira samo da ti svira baš po penđeri. Da vam ušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Život ergenski, kade son me navali, tamo zaspi si. U dobre me pomina kako godina, sakam da se za doma deca da izgledam. Da vam jedna lira samo da ti svira baš po penđeri. Da vam ušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Da vam jedna lira samo da ti svira baš po penđeri. Da vam ušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Samo da ti svira baš pod penđeri. Da vam ušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Da vam jedna lira samo da ti svira baš pod penđeri. Da vam ušte jedna tvoj ta usna medna da me pozdravi. Habitat Македонија и општините Битола и Карпош подпишаа меморандум за соработка на полето на развој на користењето на обновливи извори на енергија во домаќинствата во стамбените згради. Оваа соработка е дел од активностите на проектот Sunrise, потрошувачи производители на соларна енергија. Проектот е финансиран од програмата European Climate Initiative, а има за цел зголемување на употребата на обновливите извори на енергија во стамбениот сектор од страна на индивидуалните сопственици, следејќи го концептот на потрошувачи производители, односно произведувачи и корисници на енергија во исто време. Проектот Sunrise го поддржува амбициозниот зелен договор на Европската Унија за постигнување на климатска неутралност до 2050 година и за декарбонизирање на енергетските системи преку зголемување на употребата на обновливи извори на енергија во домаќинствата, особено за оние кои живеат во стамбени згради, преку иницирање на модели за зголемување на користењето на соларната енергија во 3 земји – Бугарија, Литванија и Македонија. Со проектот Sunrise, Habitat Македонија партнерски се вклучува во проектот EUKI, програмата на германската влада, и заедно со општините Карпош и Битола ќе спроведеме повеќе активности за зголемување на користењето на соларната енергија од страна на домаќинствата кои живеат во стамбени згради. Проектот предвидува активности за анализа на параметрите кои влијаат врз зголемување на користењето на соларната енергија во стамбени згради, вклучување на граѓаните во разбирање и едукација за користењето на соларната енергија,
изнаоѓање решенија за финансирање на обновливи извори на енергија во стамбени згради, како и инсталирање на пилот приклучоци и фотоволтаици во стамбени згради, изјави Зоран Костов, извршен директор на Хабитат Македонија. Ергенскиот живот брзо си заминува, каде оди там не води се потрошува. Скоро сме во друго време, брак на врата е. Моите другари се срекни, се ожениле. Čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme. Ljubov ta je sila moj, ke ne čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme. Desna raka davaš, jaz ke dadam se. Zemi prsten da se znaje, ke se zemime. So tebe jaz ke ja delam, sudbinata. Srekna zvezda da ne vodi moj dninata. Majka, tatko moj tvoji ke se radovat, koga vnučinja vokukja Bog ke daru. Ljubov ta je sila moj, ke ne čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme. Ljubov ta je sila moj, ke ne čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme. Čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme. Ljubov ta je sila moj, ke ne čuva deninok, koga milost imame, srećno ke živeme. Marketing, sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко,
а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopува. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da Našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no duri vo nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Za našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no duri vo nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Srce mi je polno i dušava
Министерот за правда Кренар Лога испрати дописи до амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија, делегацијата на Европската Унија, мисијата на ОПСЕ и програмската канцеларија на Советот на Европа, со кои ги информира за неспроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права од страна на Република Бугарија. Во дописот што е испратен заедно со 14 пресуди, информираа од Министерството за правда, посочено е дека се бара поддршка од меѓународната заедница во делот на унапредување и заштита на човековите права. Исполнувањето на оваа цел подразбира постоење на континуирана заложба и за доследно почитување на меѓународните обврски кои Република Македонија ги има превземено како земја која моментално е во процес на евроинтеграција. Почитувањето на меѓународни документи е исклучително важен сегмент за кој особено земјите членки на Европската Унија, но и земјите кои претендираат да добијат членство во Европската Унија е неопходно да се залагаат, се наведува во соопштението на Министерството за правда. Меѓународната заедница се посочува представува исклучително важен партнер за Република Македонија, кој е вклучен во сите реформски процеси и партнер кој несомнено цврсто и доследно се залага за почитување на владењето на правото. Од тука Министерството за правда смета дека е од особена важност да се актуализира прашањето за неспроведување на пресуди на Европскиот суд за човекови права, истакнувајќи ја потребата од поддршка на меѓународната заедница за доследно спроведување на пресудите на судот, се вели во соопштението.
baš makedonska. Ajde na ono veselo, momci makedonci, simovi naši ljubavi, lični nasmejani. Samo nije znajeme da se veselime, so pesna naša ljubava, večna makedonska. Во продолжение две куси вести од секторот за внатрешни работи во Тетово. СВР Тетово информира дека нивни службеници и представници на соодветни служби извршиле разговор со 11 годишни ученици откако добиле пријава дека децата оставиле лист хартија во тоалет со напишани имиња на други ученици и напишани закани кон нив. Станува збор за ученици од основно училиште во Тетово. На 10 мај во присуство на нивните родители, психолог и педагог, извршен е службен разговор со 11 годишна малолетничка и 11 годишен малолетник, постапувајќи по претходна пријава во секторот за внатрешни работи Тетово дека во тоалетот на основното училиште каде што учат оставиле лист хартија со имиња на ученици и закани кон нив, информираат од СВР Тетово. Според информацијата од тетовската полиција, известен е и Центарот за социјални работи и јавен обвинител и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Секторот за внатрешни работи Тетово информира дека оваа работна недела биле домаќини на делегација на колеги од Полска со кои се разговарало за справување со трговија со луѓе. Висока полициска делегација од Република Полска неделава го посети секторот за внатрешни работи Тетово и оствари средба со првите луѓе на секторот, началникот Амир Далипи и помошник началникот Ивица Михајловски. Представниците на полската делегација, предводена од Томаш Травински и Јарослав Пастерски, во рамките на посетата посебно се интересирале за минатите и тековните активности реализирани на подрачјето на СВР Тетово на планот на справување со трговија со луѓе, но и за други превентивни активности, а споделиле и нивни професионални искуства во третирањето на одредени безбедносни настани, прашања и проблеми, информира Маријан Јосифовски, портпарол на СВР Тетово.
za tvojite krilja. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
čeka oroto, jedna šti se maši, majko čedoto. Ajde stani majko i suzi izbriši, zlatno momče kerka si posvrši. Taban grni, zemlja se zatrese, vična moma se mažeše. Taban grni, oro se viori, čak pesni lele do zori. Taban grni, zemlja se zatrese, vična moma se mažeše. Taban grni, oro se viori, čak pesni lele do zori. Акцијата за чистење Генералка Викенд 2023 во општина Јегуновце се спроведе на повеќе локации, поточно на делниците од Туденце до Сиричино, Јанчиште, од Шемшово до Прелюбиште, од Шемшово до Сиричино и од Јажинце до Рогачево. Учествуваше министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова. Таа беше дел од акцијата за чистење на депонијата кај Јажинце во оваа тетовска општина. Отпадот што не обкружува е наш производ. Ние луѓето сме го создале и сме го оставиле зад нас. За да покажеме совесност и одговорност за своето однесување кон природата, да се вклучиме во најголемата волонтерска акција Генералка Викенд и собирајќи го отпадот да го вратиме сјајот на природата. Оваа традиционална акција не здружува, ја покажува моќта на заедништвото и ни дава можност отпадот да го претвориме во наша зелена иднина, истакна министерката. Генералка Викенд е акција што Министерството ја поддржува од првата година кога беа вклучени само 10 општини и 1000 волонтери. Годинава бројот на општини е 53, а бројот на пријавени волонтери повеќе од 16.000. Со засадување на дрвни садници на секој 10 килограми собран отпад, акцијата овозможува засадување на отпадот во зелена иднина и представува извонреден начин да се демонстрира моќта на заедништвото и координативната работа во интерес на животната средина и квалитетот на животот на сегашните и идни генерации, порача Шукова. Lele kolku taga bradi mi se sobrala, kolku verba i ja svonego, a toj me prelaga. Kolku verba i ja svonego, a toj me prelaga. Ličene majko, ličene, jedinec mirak najgolem, bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Ličene majko, ličene, jedinec mirak najgolem, bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Bezden stoji mila majče, dejan pred mene.
duša, kaj nego ostanam. Da čujem zori molam, da go soljubam. Da čujem zori molam, da go soljubam. Ličene majko, ličene, jedinec meraka najgolem. Bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Ličene majko, ličene, jedinec meraka najgolem. Bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Bezden stoji mila majče, dejan pred mene. I ne seknuvam. Jedna zvezda ušte sveti i ne zgasnuva. Moj ta pesna ušte traje, srce ranuva. Ličene majko, ličene, jedinec meraka najgolem. Bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Ličene majko, ličene, jedinec meraka najgolem. Bezden stoji mila majče, dejan pred mene. Moje oči si go gledat tuka do mene. И за крајот на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио една вест од спортот. Кошакашкиот клуб Тетекс ТТК се пласираше во финалето на плейофот за влез во втората кошаркашка лига. Самиот пласман во финалето значи дека тетовските кошаркари се враќаат во втората лига со оглед дека согласно прописите финалистите во плейофот се пласираат во повисоко надпреварување. Вчера кошакашкиот клуб Тетекс во вториот дуел од полуфиналето ја совлада екипата на Феникс Баскет со 80-64. Победивме и во првиот надпревар со 68-63. Предходно со службен резултат од 20-0, Тетекс во четвртфиналето ја помина Струмица, информираат од кошаркашкиот клуб Тетекс. Во вториот полуфинален дуел играат Мега Баскет и КК Маџари. Екипата која има 2 победи ќе се пласира во финалето со Тетекс. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. А за крај во катчето за најмладите, приказната Птицата најденка од браќата Грим. Ви посакувам пријатен ден. Браќата Грим. Птицата најденка. Си беше еден шумар и често одеше на лов в шума. Кога еднаш стигна во шумата, слушна цимкање, како да плаче некое мало дете. Отиде кај местото од каде што се слушаше плачењето и виде едно високо стебло, а на неговиот врв едно мало дете. Всушност, под тоа стебло беше заспала една мајка со своето дете. А некоја птица грабливка, кога го видела детето во мајчиниот скут, слегла, го зела во клунот детето и го ставила на врвот од стеблото. Шумарот се качи горе, го сипна детето и си помисли: ќе го однесам дете во дома и ќе го одгледам заедно со моето ленче. И така тој го однесе детето дома, а двете дечиња заедно растеа. Бидејќи го најде на дрво, а некоја птица го грабнала, детето го нарекоа Птица најденка. Децата многу се засакаа
и кога не ќе се видеа, тагуваа едно за друго. Шумарот имаше една стара готвачка. Една вечер старата готвачка зеде 2 кобриња и тргна да носи вода. Таа неколку пати отиде до кладенецот и се врати. Кога Ленче го виде тоа, ја запраша готвачката: "Слушај, стара Солзо, зошто ти е толку вода?" "Ако никому не му кажеш, ќе ти кажам," одговори готвачката. Па кога Ленче и даде збор, таа продолжи: "Утре взори, кога шумарот ќе замине на лов, ќе ја сврелам водата и во неја ќе ја ставам птицата Најденка и ќе ја сварам." Рано изутрината шумарот отиде на лов, а децата уште лежеа во постела. Кога се разбуди Ленче и рече на птицата Најденка: "Ако ти мене не ме напушташ, нема ни јас тебе." "Ни сега, ни кога и да е," се согласи птицата Најденка. "Би сакала само нешто да ти кажам," продолжи Ленче. "Старата Солза синоќа донесе многу коплиња вода. Па јас ја прашав: зошто е толку вода, а таја ми рече дека ќе ми каже ако никому ништо не му кажува. Јас си ветив дека не кажувам никому и таја ми шепна: утре изутрина, кога татко ти ќе биде на лов, ќе сврелиме еден котел со вода, во него ќе ја фрлиме птицата Најденка и ќе ја сварибе. Но ние," продолжи Ленчето, "ќе станеме порано, ќе се облечеме и заедно ќе избегаме." Обете деца станаа на брзина, се облекоа и избегаа. Кога водата започна да врие, готвачката појде во детската соба за да ја земе птицата Најденка и да ја фрли во котелот. Но кога влезе во собата, обете постели ги најде празни, па таа многу се уплаши и се рече во себе си: "Што ли да му кажам на шумарот кога ќе дојде дома и ќе види дека ги нема децата? Веднаш понив да ги фатиме." Готвачката испрати по децата 3 момци за да ги стигнат и да ги вратат дома. Децата седеа пред шумата кога ги видоа 3 момоци како брзаат. Тогаш Ленче и рече на птицата Најденка: "Ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе." "Ни сега, ни кога и да е," одговори Најденка. "Ти биди китка, а јас ке бидам ружа во неја." Кога 3 момоци стигнаа кај шумата, не најдоа ништо друго, освен една китка и ружа во неја. Од децата немаше ни трага, ни глас. "Не можеме ништо," помислија момоците. Тие се вратија дома и јавија на готвачката дека не виделе ништо друго, освен една китка и во неја ружа. "О, глупаци никакви," ги искара готвачката. "Требаше да ја пресечете китката, ружата да ја откинете и дома да ја донесете. Одете веднаш и сторете го тоа што ви го велам." Момоците втор пат поитаа да ги бараат децата. Кога децата оддалеку ги видоа дека доаѓаат момоците, Ленчето рече: "Птицо Најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе." "Ни сега, ни кога и да е," одговори Најденка. "Ти биди црква, а јас ке бидам круна во неја." Кога дојдоа момоците, не најдоа ништо, освен една црква и круна во неја. "Што да правиме овде? Да си одиме дома," рекоа момоците меѓу себе. Кога дојдоа дома, ги запраша готвачката дали најдоа нешто, па кога и одговорија дека не видоа ништо освен една црква и една круна во неја, таа почна пак да ги кара: "Будалишта едни, зошто црквата не ја урнавте и круната не ја донесовте дома?" И налутена заедно со момоците, и таа тргна по децата. Децата, меѓутоа, оддалеку ги видоа 3 момоци и готвачката која цупкаше по нив. "Птицо Најденке, ако ти мене не ме напуштиш, нема ни јас тебе." "Ни сега, ни кога и да е," одговори птицата Најденка. "Ти биди рибник, а јас ке бидам пајка во него." Кога готвачката стигна и го виде рибникот, се наведна
и сакаше да го испие. Тогаш дојде пајката, ја фати со клун од заглава и ја повлече готвачката во водата. Старата вештерка се удави, а децата весели се вратија дома и ако не умреле, тогаш тие се живи и ден денеска. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.